слушнав оџата Исмаили, плаче човекот. Му се урнале сите мотиви да ја проповеда својата вера. Лицемерието во светиот храм, во светите храмови кај што проповедаат, им има уништено. Има уништено верниците. Едно од најболните нешто што го кажа беше тоа дека гледа клинички мртви како шетаат по улиците, по градов низ Македонија. Клинички мртви луѓе кои што шетаат. Значи ги доживува како зомби. Плачеше поради тоа што вика влага во џамија, вика да моли со 5 грама кокаин у џебот. Плаче човекот, немоќен. Која вика проповед, каква џамија сакав да ја затворам, нема што повеќе да каже. Џабе вика предаваме. Уште вика овој регион, вика во Македонија, вика вакви морални предавања вика се прават по џамиите, никаде вика на друго место. Нонстоп вика збориме, џабе збориме. Знаете, од позиција на проповедник на вера, колку се осеќа, колку се чувствува немоќен, колку се чувствува промашено, целата негова мисија, целиот живот го осеќа промашено, затоа плачеше. Затоа што виде дека увидел дека во овој свет ѓаволот го зема под своето. Дека се е тоа со религиите, со наводната посветеност кон верата, дека се е тоа едно големо лицемерие, дека вредностите се толку изместени, да младината претежно мислеше на помладите, е младина фактички без Бог. Звонеше некој, извинете. Дека е тоа младина без Бог. Дека овде ми се деси некој заебанци со телефонов, нема везе. Затоа плачеше човекот. Ама очигледно памет не ни иде во глава и нема ни да ни дојде, за жал. Да била религијата, верата толку моќна, ќе спречила многу срања што се случувале во светот. Во секој случај добро е да ви очуете обраќањето кон верниците на оџата Исмаили. Да видите сета таа негова разочараност, таа чувство на немоќ. Затоа што очигледно смета дека промашиле со мисијата, дека едноставно силите на злото во моментов се многу појаки од силите на доброто, особено во градов, во Скопје, во Македонија. Да, неговите зборови дека гледа клинички мртви луѓе по улиците кои што се уште шетаат, ме подсетува и на една реплика на еден малски филозоф кој често знаеше да ја повтори у состојба на некоја медитација, која ќе речеше онака: цело Скопје умрено, сите умрени. Интересно. Ето, на овие зборови на овој малски филозоф ме подсети вчера и на обраќање на оџата Исмаили.
Постои еден наед во Куранот кој вели ако си убил еден човек, како да си губил сето човештво. Затоа избореше оџата. Но очигледно дека многу работи што треба да ни се случат лоши, па за да ставиме прст на чело, тоест на слепоочница и да почнуваме нешто да менуваме. Од ваквите гласови на поединци се очигледно самени во општества, во заедници кои што ги има преземено ѓаволот. Затоа е добро власта да ја свати проблемот што го има и од овој друг социјално образовен, духовен аспект. Не можеш ти духовно образовано да уништуваш една заедница 3 декади и да очекуваш дека после 3 декади уништување на духовното, на образованието, на социјалните интеракции, да очекуваш дека после 30 години, после 20 години ќе почнат да се раѓаат ментално здрави индивиди. Не можеш по такви околности да очекуваш дека еден ден доброто ќе надвладе, дека ѓаволот нема да ја стави под своја контрола целата таа заедница која што така била уништувана. Затоа мора сериозно да се поведе сметка како понатака. Затоа што ќе ни се случи уште долго време многу семејства да остануваат без своите синови, ќерки, деца, татковци, мајки, заради тоа што сме обременети од курч, од гола амбиција, од материјалното, од желба да се збогатиш преку ноќ. Јеби го. А сега само сакам да ви кажам неколку работи за сексот, што не сте ги знаеле, а треба да ги научите. Од кого да ги научите за сексот најдобрите работи, ако не од мене? А ебаната странка во ова кратка приказ на Европската Унија. Подпредседателот на Америка Ванс многу недвосмислено им порача во Минхен на конференцијата за безбедност, како се вика тамо, дека Европската Унија систематски години ги уништува демократските потенцијали и вредности на Унијата, дека дава поддршка за некои деструктивни неолиберално-левичарски идеологии, како волк културата, што е да кажеме, што ги подкопува темелите на секое здраво општество. Исто така, она што се случи, ја стави Европската Унија на малото столче, кога американската администрација, поточно кога Трамп му се јави на Путин и реши во 4 очи да ја договорат разврската на војната во Украина. Со ова покажа Америка, тоест Трамп, дека Америка стоела зад целата таа воена машинерија и целата таа логистика и целиот план Украина да влезе во војна со Русија. Впрочем, тоа го кажуваше Путин уште од првиот ден на неговата инвазија во Украина. Буквално од првиот ден, а од друга страна пак западниот свет или колективниот запад се обидуваат тоа да го скријат на сите можни начини, иако на сите ни беше јасно кој стои за целата таа војна. Видовме еден пример каде што еден амбициозен, не многу паметен лидер си ја втурна сопствената држава, сопствениот народ во страот на војна, со која што ја опустоши, буквално,
а сега најверојатно и ќе ја загуби, само за да се додвори или да ги оправда сите бенефити кои што ги добило тој колективен Запад. Во еден момент, 3 месеци по почетокот на војната, свати веројатно дека направил голема грешка, се обиде да влезе во преговори со Русија, но тогаш долета од ненадеж тогашниот премиер на Британија, овој Борис Џонсон, и нормално му ја пренесе пораката од администрацијата на Бајден дека не смее ни да помисли да влезе во мировни преговори со Путин. Овој пат мировните преговори, доколку започнат, ќе се одвиваат, замислете, без учество на Украина, без учество на на земјите од Европската унија, со тоа што американската администрација покаже буквално црвен картон на Европската унија и даде до знаење дека повеќе не се никаков фактор во геополитичкиот свет. Тоа е голема навреда за унијата, они веднаш се обидоа да се соберат, да се екипираат на вонореден состанок, Бабо Ебачон ги собра да разговара со нив, но тие всушност не ни биле никогаш фактор. Се знаеше дека од секојаш дека Европската заедница, потоа Европската унија, дека од секогаш беше најобичен сателит, маша во рацете на американските власти. Втората работа што е важна, не случајно ви ги кажувам овие бравури сексуални, да научите нешто повеќе за сексот. Втората работа што е важна, ја кажав и пред известно време, а тоа е дека висок представник на администрацијата на Трамп, тој е специјален представник за решавање на комплексни прашања на Западниот Балкан, уште пред месец дена изјави дека Европската унија мора да се дистанцира од владата на Курти во Косово, дека Курти е единствениот фраер на Балканот кој што може сериозно да го дестабилизира и дека Европската унија мора да се дистанцира од него и неговата политика. Тоа е уште еден знак на администрацијата на Трамп што го испрати на Европската унија и на лидерите на Балканскиот полуостров, дека некои работи сериозно ќе се сменат и во поглед на Балканскиот полуостров и дека одредени држави мора да почнат да размислуваат на препозиционирање во однос на ново настанатите околности кои што ќе видиме какви ќе бидат. Некоја губи довербата, што е имал со децении, полека, и тој некој исто така треба да си го стави прстот на слепоочницата и да размисли да не се курчи многу и понатака. Особено ако се земе во предвид дека ова јавувањето на Трамп на Путин не беше баш онака ај сега, окей, ние сме другари, сакам да му се јавам да договориме некои работи, туку малку кој знае дека Русија веќе имаше таргетирано 3 воени бази на тлото на Европа за ракетен напад, за тотална деструкција. И Трамп очигледно добро информирани извори му кажа веднаш влези во преговори со Путин, оти неговите намери да ги уништи базите се многу сериозни, а трите таргети кои што требаше Путин да ги, тоа уште не е исклучено нормално, но кои што Путин беше решен да ги уништи со ракетите Орешник, беа базата во Висбаден, базата во Рамштајн и уште една база, ракетна база Еврошевац, која што сите знаете се вика Бонстил. Така што некои работи се менуваат со сериозна брзина и ова го зборувам највише од аспект нашиве на власт, да бидат со отворени очи, свесно да ја пратат ситуацијата и многу будно,
и однапред да повлечат некои потези како ќе се позиционираат во тој нов свет што се создава, што ќе изникне можеби преку ноќ пред нашите очи. Мора еднаш нашите власти да размислуваат неколку потези однапред, затоа што обично до сега бевме како веки на ветрот, стихијата како не дувнеше, така се поставувавме. Чекавме прво нештата да се случат, па после да реагираме. Никогаш не игравме превентивно, да направиме одреден контекст, одредени околности, одреден амбиент за нештата што ги предвидуваме дека би можеле да се случат, а би можеле да имаат деструктивни последици по нас, за да не се случат. Од кои причини тоа не се правеше во изминативе декади, веројатно е тука голема улога игра и корупција и одредени индоктринации на највисоко државно ниво. Ако се вратите во минатото, ќе видите дека имало многу квислинзи, многу предавници кои што биле на чело на Македонија, кои што само декларативно зборувале дека ги штитат интересите на Македонија, во сушност и на македонскиот народ, а во суштина правеле се да ги минираат позициите и да ги пречекорат сите црвени линии во однос на македонските национални интереси. Тука ќе видите еден опасен низ на предавства кој почна од многу одамна. Сега скоро па го препрочитав, без разлика кој беше Драган Богдановски, што го викаа дека е таткото на современото ВМРО, ДПМН. Без разлика што знаеме дека беше можеби под капата на службата за државна безбедност. Значи не навлагам во тоа, но го читав пак неговото писмо објавено во Нова Македонија неколку години пред неговата смрт, кај што отворено вели дека тогашниот лидер на ВМРО ДПМН дека бил тесно поврзан со бугарските тајни служби и со Ванчо Михайловистите од диаспората, и дека тоа го чувствувал како свој личен пораз, затоа што тој бил тој кој што фактички го промовирал овој предавник како нов лидер на ВМРО ДПМН. Затоа ВМРО ДПМН и ден денес особено треба да внимава кој како му се инфилтрира во неговите редови. До мене стигнуваат информации дека исто така е веќе подолго време одредени, нема да употребам некој потежок збор, на пробугарски пулени кои што си имаат школувано во Бугарија, дека се инфилтрираат на сите поважни позиции во Македонија, вклучувајќи партијата, она што му се случуваше на СДС години, дека обидот е да навлезат како крлежи во сите институции, вклучувајќи ги партиските и партиите. И затоа и ВМРО ДПМН треба да ги отвори 16. Тоа се претежно луѓе од бизнисот, лекари, професори, за кои што имаат сознанија или можеби за некои немаат воопшто сознанија дека се штитеници на одредени бугарски структури кои што имаат за цел да ја дестабилизираат оваа држава и да го доведат во што понезавидна положба македонскиот народ.
Време е државата да расчисти ВМРО ДПМН полека, да расчисти со оваа пета колона, да им даде на сите до знаење дека повеќе нема заебанци, дека македонците ќе знаат многу жестоко да си го бранат своето, државата, идентитетот, дека повеќе нема место за импровизации. Сите околности што се случуваат во по-блискиот наше обкружување како на глобалното, ни одат во прилог. Тоа не смее да го заборава и премиерот Мицковски и да игра на таа карта, како што и до сега прави. И последната изјава му беше одлична за двојните аршини на Европската унија, фактички како во некој комплот со американскиот подпредседател и он на некоја меѓународна конференција истакна дека не можете со двојни аршини да ги спроведувате вашите европски вредности. Не може да сте против загрозувањето на украинците и украинскиот идентитет, а во исто време да молчите кога од страна на Бугарија и на другите соседи се загрозува македонскиот идентитет, или кога македонците се уценуваат да го избришат својот идентитет само за да бидат примени во истата таа Европска унија која што во моментов има страшен сексуален проблем затоа што е ебана странка и затоа што најверојатно многу брзо ќе се спичка по скали. Исто така апел и повторно до владата на ВМРО ДПМН е да внимава како ќе ги спроведува, како ќе реагира поточно на одредени притисоци на поддржувачите на протежеата на волк културата, на волк идеологијата, кои што доаѓаат од најмоćните кругови во Брисел. Волк културата, кој не знае, она е една идеологија која што замижува пред биолошките факти, кој што е најголем поддржувач на родовите, исчашените родови идеологии, кои што вела дека родовите, дека се социјален конструкт, општествен конструкт, и дека не постојат само машки и женски пол или род, туку постојат и уште 70, 80, 100 други родови, не знам. Да не ги набројувам сега, барем неколку од нив. Транссексуалци, бисексуалци, трансбисексуалци, хомосексуалци, вакви сексуалци, онакви сексуалци. Мора како десна партија, демохристијанска, мора да застане цврсто во одбрана на нашите најмлади, на децата и оние постарите, помладите и постари тинеџери, да ги одбрани од агресивноста на овие групи, невладини организации во Македонија, да не им повладува на нивните побарувања во име на Европската унија, на европските вредности и на она излитана фраза за побрзо да влеземе во ЕУ, да се докажеме дека ги почитуваме сите незини вредности, далеку од тоа дека се е за почитување што доаѓа од Европската унија. Затоа таа и се доведе во вака незавидна ситуација, токму затоа што промовира невредности, а не вредности. Она Европа од 60-тите години оттамна мртва, таа не постои. Овој бирократски мастодонт е далеку од демократски, да не ви го објаснувам, тоа сум го објаснил 100 пати, во својата срж, во својата структура Европската унија нема никаква врска со демократска институција или супер држава, како сакате кажете. Затоа не паѓајте повеќе под влијание, сугестија на овие невладини организации и оние кои што стојат зад нив, како финансиерите, така и идеолозите, кои што ве учат
Тој се обидуваат да ни покажат како треба за да не примат во унијата, нели ова под наводници го кажувам. Значи не паѓајте под нивните барања и провокации, затоа што тие ќе бидат истите, драги мои од ВМРО ДПМН, кога утре ќе ги направите првите грешки покрупни во владењето кои што ќе ви пукаат во глава. Веднаш ќе ја сменат страната и ќе работат на вашата пропаст, на вашата смена. И тие ова добро го знаете. Затоа држете се до христијанската идеологија, до традицијата. Тоа нека ви биде главната потпора, кичмата на оно што треба да го направите за ово општество, да не биде општество на клинички мртви кои што шетаат по улиците, како што каже почитуваниот Оџа Исмеили. Веројатно, како Исмеили има такви кои што истото го зборат на проповедите, литургиите, како се викаат во Македонската православна црква, веројатно има такви и даскали, и професори, учители, и наставници кои што слични работи кажуваат на децата во школа, во оние мали како се викаат периоди од часот кај што додека се загрее па чепкаат некои теми што се актуелни, што се обидува на некоја тајџест верзија да им пренесат некоја работа на децава за да бидат попаметни и да не паѓаат толку на оние невредности со кои што се бомбардираат секојдневно. Затоа сметам дека доволно кажав и дека ова кај некој на овие на кои што ги адресирав ова кажанова дека ќе промучкаат малце со главите.